Добар ден, убав ден, еве и денес ке се дружиме, се надевам ве наоѓам во убаво расположение заедно со вашите блиски, ке ја следите нашата емисија 1001 оброк. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го возможуваат снимањето на нашата емисија 1001 оброк. Тоа е стоковната куќа МОС со својата широка палета на производи кои ќе го разубават вашиот дом, вашиот двор, да се чувствувате прекрасно и во кујната, и во дневната соба, во спалната и така натаму. Тука е и нашиот пријател SC Johnson со својата пак широка палета на производи, исто така, но сега актуелни брендот Autan и брендот Ride. Посебно во овој период, кога сите сакаме да се заштитиме од нападот на вистина најдосадните инсекти, комарците и сите други околу нив. Тука е и нашиот пријател Жито Центар со тонус лебот на минатото, сегашноста и иднината. И нашиот пријател АЕА ИСО Консалтинг. И вам ви благодарам што во убаво расположение ја следите нашата емисија 1001 оброк. Денеска ќе подготвувам како оброк од тие 1001 оброк, значи пилешки прсти подготвени во ерфраер. Во кој ерфраер? Арзум, кој ќе го најдете во стоковната куќа МОС. Нешто прекрасно, кое што се подготува бргу, кое е здраво подготвено, а како ќе видите сега. Кои се состојки ќе ги користам за денешниот рецепт? Се разбира, убаво пилешко обескостено месо, поточно стек. Ке користам како маринада не јајца, не брашно, туку ке користам сенф, таан, брашно од леблебие. И тоа ќе биде главниот оброк. А како прилог ќе биде компирчиња, исто така, со истата маринада, подготвени во ерфраерот. Сега како ќе ја направам јас маринадата за нашите пилешки прсти? Еве овде ставив сенф и сега сенфот ќе го измешам со таан. Значи вообичаено нели се похова со јајца, со брашно и така натаму. Јас наместо јајца решив да измешам таан со сенф и како комбинација се одлични во однос на здравието. И јас препорачувам и намаз за лепче, еве ги сега, како ќе ги измешам, ќе почне да се згуснува. Еве видите. Се направи како путер, така да речам. Сега ќе додадам масло, маслиново, и да го подразредам со маслото, за да можам фино да ги мачкам нашите пилешки прсти. Еве ставам и малку вода. И сега фино да измешам, да ми стане едно, како да кажам, кашата мазна. Горе-доле густината да биде фина, за да можам да ги поховам прстите. А кога ќе си правите како намаз, нема потреба да ставате вода, така да еве супер смеса за поховање на нашите пилешки прсти. Ајде сега да ги истенчам, да речам, пилешките прсти, да ги направам на потенки прсти. Добро. Ете така. Сакам денес да зборувам на тема главоболки. Нешто што е многу присутно, посебно кај женската популација. Не би се задржал ја на мигрени и така натаму, иако тоа се најтешките главоболки. Општо, совети за тоа, дали имате мигрена, дали е од ваков или онаков тип, дали имате наследен фактор за главоболки, за мигрени, што и да е. Начинот на живење, односно хигиената на живење, која подразбира многу нешто, ќе помогне во намалување на манифестации, доживување на пониско ниво на болката што се јавува
при мигрената, главоболката. Обично се јавува кај женската популација, вика 3 до 4 пати повеќе отколку кај машката популација. Докажано научно. Потоа, значи има наследен фактор, факт е тоа, докажано, но кај женската популација е присутно повеќе во фаза на предциклус, менструален циклус, и тоа се поврзува со нивото на естрогените во телото, кои се зголемуваат во таа фаза. Потоа се јавува и тогаш кога, значи хормонално е тука зависно, страшно се јавува и тогаш кога со сонот поврзано. Кога се спие или многу малку, под 6 часа во 24 часа, или кога се спие премногу, над 8 часа. Тука е исто така главоболката присутна. Потоа е присутна тогаш кога се доживува голем стрес заради X причини. Се појавува таму каде што е предозирана количината на кофеинот, а каде го има кофеинот, го има во многу нешто, не е само во кафето, го има и во црниот чај, го има и во какаото, кога се претерува со такви, нели, субстанци. Кофеинот исто така може да, кога го оставате нагло, сум пиел 4-5 кафења на ден и сега наеднаш ниедно. Тогаш сега како контраефект на исклучување на кафето, односно кофеинот, дополнително се добиваат тие главоболки. Значи се што се прави треба да се прави умерено, на време, дозирано. Сега еве ги секов на поситно парчињата. Ајде сега да ги посолам. Добро. Не става многу, затоа што сол има и во самиот семфов дека што го искористив. Ке ставам бибер малку. Добро. И сега ги ставам во маринадата. Така сега со рака ќе се послужам јас. И во брашното од што? Од леблебија. Ето така. И сега ева. Одиме понатаму. Значи го валкам прво мевцето во семф и таан и потоа во брашното од леблебија. Еве една здрава маринада и здраво поховање на месото. Не мора значи да бидат јајца, бело брашно, презли и така натаму, глутен. Ево, овде немаме глутен. Глутенот е тој што прави проблеми на дигестивниот тракт. Сега, вика вака, кога има проблеми дигестивниот тракт, кога не може да ја преработи храната како треба, кога е оптеретен црниот дроб, тогаш исто така еве ти голема причина за главоболки. Значи главоболките тесно се поврзуваат и со работа на црниот дроб, односно со работа на дигестивниот тракт. Значи сепак сето зависи од она низ уста што го внесуваме во нашето тело. Што значи покрај, нели спомнав, сонот е битен, кога што, многу работи спомнав, ама не спомнав дека главоболки се јавуваат и тогаш кога сме дехидрирани, кога нашето тело не прима доволно вода. Затоа што ние сме 70% вода и ако не ја пиеме, ние во себе чуваме токсична вода. Урината е темно жолта и ви зборува дај бе човек пи вода да здравееш, да може сите внатрешни органи да работат како треба и тука главоболки ке нема. Водата е главен лек против главоболките. Еве последното парченце. Еве се направи 2 парченци од него. Еве вака.
И сега доаѓа на ред да им ставам сусан и би сакала да ставам малку буковска пипер, бидејќи овде сите јадеме лутичко. Не мора многу, така, колку да јави боичка некаква и тоа е тоа. Спремни ни се нашите пилешки прсти, да ги ставиме сега во ерфраер. За да ми бидат повкусни, потака како што си ги сакам јас, ќе си ги испрскам малку со маслиново масленце. И во ерфраерот исто ќе испрскам малку маслиново масленце, да добијам пошмек, потака да ми е вкусничко. Еве го. Тамам. И сега ќе ги редам. Вака со раце ќе ги редам. И кога ќе излезат крцкави, убави за мерак, последните веќе ги ставам. Натре во контраправец, да речам, едно на друго, за да се иструи убаво воздухот и тоа е тоа. Да испрскам уште малку од маслото маслиново, пак ќе кажам, ова не е задолжително, ова е кој сака, јас сакам малку така да ми бидат мрснички, така. И сега ставаме во ерфраерот околу 20 минути, два пати по 10 минути, на температура од 200 степени. Еве ќе доставам сега, нели, ова е маринадата за компирите. Истиот состав, значи таансен, водичка додадов и еве масло додавам. Тука ќе додадам и црвен пипер, бибер, малку сол и ќе додадам од брашното од леблебија внатре. Дури да ни се направат пилешките прсти, компирчето да биде завршена работа. Еве бибер, црвен пипер. Добро. Сол ќе ставам малку, да не се пресоли. Добро. Еве вака. И ќе додадам од брашното од леблебија. Нема многу да додавам, да не ми дојде многу густа маринадата. Може уште малку, да биде крцкаво компирчето. Уште малку ќе додам. Доволно. Знам да претерам некогаш во некои работи и самата се карам после тоа, ама добро, така ми е стилот, што знам што да речем. Добро. Одиме сега со подготовка на компирите. Компирите се млади, сезонски, пролетни. Значи, главоболките, како да си помогнеме да ги намалиме, тоест, навистина со промена на некои навики лоши, непред се во исхраната, можеме навистина многу да направиме. Треба и децата имаат главоболки мигренозни, многу често, и тоа мали деца. И науката ги поврзува тие главоболки највеќе со генетика. Пак ќе кажам, си е факт дека постои, но ги поврзува науката со интолеранција или алергија на одредени видови на храна. Значи, има одредени видови на храна кои придонесуваат, за жал, главоболките и кај децата и кај возрастните да бидат, како да кажам, баш зголемени. Кои се тие? Млекото, пред се сирењата, посебно старите сирења, оние јаки сирења, сирењата што ги користиме ние со канти дома, затоа треба умерено, нели? Потоа павлаката, киселите млека тука не се некој страшен проблем, но ова се друго што спомнав, навистина е голем проблем.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Баќа Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Да се дружиме? Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Еден период, ако сакаме да немаме проблеми, тоест да ги намалиме проблемите, овие категории на храна треба да се навистина редуцираат. Која храна е исто така предизвикувач на главоболки, за жал тоа знае да биде и многу здрава храна, како што се јатките, бадеми, лешници, ореви и така натаму, ако се јадат предозирано. Ако се јадат дозирано до 30 грама на ден, не е ништо страшно. Кофеинот е еден од тие што предизвикува главоболки, ако се предозира, се разбира, алкохолот, никотинот и така натаму. За жал и сувото овошје, суво грозје, ако се предозираат, пак ќе кажам, а не ако се земаат нормално, во нормални количини. За жал, дури се изненадив јас лично, да ви кажам, вика, урмите, свежите урми, се едни од тие што имаат тианин, состојка која што предизвикува главоболки. Мислам, тоа навистина непријатно ме изненади, но тоа пак ќе подразбере претерување со количината. Сувите смокви исто така, портокалот исто така, цитронот исто така. Ајде сега го отварам на... Опа, што фино. Значи го отворив на 10 минути, да ги прередам сега малку. Внатре, нели, нашите пилешки прсти. Ке ги превртам и повторно се враќаме назад уште толку минути. Пак ќе ставам малку масло, затоа што сакам така малце да ми бидат не само крскави, така малци да има масленце, што да ви речам. Продолжуваме, значи имаме уште пола од времето. И уште нешто што може да биде причина за главоболки се и оној вештачки засладувач аспартам на трен што го користите. Ако го користите, сменете го со стевија.
од повеќе аспекти е многу подобра варијанта. И значи треба телото да се хидрира. Што се ќе ни помогне во, да речеме, ублажување на симптомите на главоболките. Прво и основно хигиена на исхрана. Значи хидрирање на телото, вода треба да се конзумира доволно. Секој ден. Денот да се почува со чаша вода, со свежо овошје. Значи тука се тие нешта што се потребни за хидрирање на телото, во крвта да се збогати нивото на кислород, да се исхрани мозокот со тоа што му е потребно. Значи, хидрирање. Друго, легнување на време навечер, да кажеме најкасно 10-11 навечер, да се оди во кревет со тоа што тие 7-8 часа спиење ќе донесат навистина нешто што ќе не превенира од главоболки. Да се намали конзумација на глутен. А каде е глутенот? Глутенот се наоѓа во житарките пред се пченицата, значи што е можно помалку да се користи леп од пченица. Користете безглутенски житарки, се повеќе имаме веќе осет за нив. Хилдата, просото, кажи го, пченката исто нема глутен, оризот исто е житарка и тој нема глутен, амарант, киноа, сега тоа се нови работи за нас, но веќе се ефтина цена, во сите маркети ги има по пристојни цени. Малку луѓе, ајде малку да внесеме во исхраната она што навистина е здраво, не е скапо, пристојни цени се, да си помогнеме за сопственото здравје. Јас ќе ставам сега исто и сусам на компирот. И вака вика, истражувањата викаат, што највеќе помага како лек за надминување на главоболките. Највеќе помага омега-3 есенцијална масна киселина. А каде има таа омега-3? Во рибата, во сите видови риба, одредени видови риба имаат повеќе, одредени помалку. Што е тоа како суплемент што ќе го земам за да ми помогне во средување на моите главоболки? Па дали дошле од синуси, дали дошле зашто настапил ПМС, предменструален синдром, дали заради одреден стрес и така натаму, како и да е редовно конзумирање на омега-3, како рибино масло или како омега-3 капсула или зрнца оние омега-3 така натаму, ќе придонесе после употреба од месец-два да вие навистина се чувствувате многу спокојно во својот живот, затоа што нападите на мигрената ќе бидат минимизирани, да не кажам во одредени случаи и ќе ги нема. Тоа е една работа. Друга работа што помага хидрирање на телото, веќе го кажав, тоа водата е, пак ќе ви кажам, алфа и омега за нашето здравје, конзумирање вода доволно, правилно, значи на гладен стомак, заедно со овошје и никогаш со јадење и појадење да не го пореметиме, да не ја пореметуваме дигестијата. Вика, чај од ѓумбир и текако се препорачува кај луѓето што имаат проблеми со главоболките. Значи, чајот од ѓумбир би требало да го пиете со јадење, со ручекот, пред ручекот, околу јадењето. Чајот од ѓумбир го помага варењето на храната со своите електролити. 1-2 чаја во денот ѓумбир би било фино. За дечиња се прават колачи, чоколадца со ѓумбир, джинџер кейк за Божик, нели кога слават во Америка, им се дава на децата специјални колачиња со ѓумбир. Не е тоа случајно. Што реков преска? Неправилна работа на црниот дроб, односно оптеретен црн дроб, што претходно значи оптеретен дигестивен тракт, се голема причина за појава
на мигренозни болки. Па ајде да му помогнем и на црниот дроб како? Со начин на исхрана промена, со хидрирање на тело, да. Користете од време на време артичока. Се продава во вид на капсули, во вид на сируп, во вид на се и се што. И користете козја сурутка. Козјата сурутка има силимарин, кој го подкрепува работењето на црниот дроб. Замислете, зборувам за болки, главоболки, мигренозни болки, обични главоболки и ви велам земете сурутка. Зошто? Затоа што работата на дигестивниот тракт, ако е добра, предиспонираме минимум главоболки. Ако не е добра работата на дигестивниот тракт, односно на желудникот, на цревата, ние ќе имаме главоболки. Ајде сега да видиме што ни направи нашиот Арзум ерфраер. Еве го, што направи нешто прекрасно. Ги гледате нашите пилешки прсти. Еве сега да си ги сервирам моите пилешки прсти. Прекрасно. Таман како треба. Што убаво мириса. Мириса сусамот. Значи без да чврчка зејтин, без да те прска. Зејтинче ставивме колку така да овкусиме малку. И еве ни ги нашите пилешки прсти. Ајде сега да ставиме и од компирите во нашиот ерфраер. Еве сега и компирите ни се подготвени за во нашиот Арзум. Одиме сега го вклучуваме на 15 минути, 180 степени сосема доволно. Еве го, точно така, 15, како да прочита дека компир треба да правиме внатре самиот ерфраер. Чекаме 15 минути, меѓутоа ќе го отвориме некаде на 7-8 минути, да ги измешаме компирчињата и пак ќе го вратиме назад. Би сакала неколку зборови да кажам за овие производи на компанијата SC Johnson од брендот Autan. Ова се производи Autan Family Care линија. Овие два производи ја штитат нашата кожа од убоди на инсекти, ја штитат кожата 4 часа од прилика, а не ја замастуваат и не ја оштетуваат нашата кожа. Мириса кожата убаво на аромата што ја носи Аутанот спрејот и Аутан распрскувач. Имајте ги со вас како придружни пријатели во вашата чанта или било каде да се заштитите кога одите некаде на гости. Ајде да провериме сега докаде ни се нашите компири. Охо, за мерак. Ајде сега малку да ги измешам. Убавина. Пак сега тие оздола ги качувам горе малку и таман за уште пола време ќе бидат готови. Ето и тоа доста голема количина компири ставив. Одиме уште 6-7 минути, готови сме и со компирчињата. Вика завршив. Еве, погледнете што се убави компирчињата. Преубави се. И сега останува да си ги сервираме во нашата чинија од египетски порцелан. А каде треба да ја побараме? Во стоковна куќа Мос. Еве го, компирчињата и боичка, и крцкави, преубави. Нема маснотија по нив, освен малку ја што прснав, или колку так за шмек да имаме. Убавина. Се гледа колку се убави. Топличко, фино и тоа доста количина ставив, како да кажам, на 2 спрата едно врз друго и еве ги сите убаво се испекоа, да речем. Да, на жежок воздух во ерфраерот. Му благодарам што ми испече овие компирчиња прекрасно.
Еве неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson од брендот Ride. Ова е спреј кој што ни помага да се заштитиме од летечки инсекти, муви, комарци, тигрести комарци, стршел, оси и така натаму. Во рок од неколку секунди со прскање на овој спреј инсектот си е уништен. Дава една пријатна арома, користиме во секаква просторија без никаков проблем. Дури и на тераса ако имаме проблеми со некој од овие летечките инсекти. Имете го дома, ќе ви биде корисан. Ајде сега да си направиме салата од црвена зелка и зелена зелка. Салата полна со витамини, минерали, еден куп. Црвената зелка е нешто фантастично за крвната слика. Сега зелената зелка наред полесно се ренда. Црвената е малку покрута. Убаво е редовно да си имате свежа салата со секој ручек. И сега обично сите одат на домати, пиперки, краставици и така натаму. Но немојте да ја заборавате зелката, и црвената, и зелената зелка, и трупките. Било кои трупки што, нели, растат под земја, драгоцени се за да се јадат како во функција на свежа салата. Со своите минерали, витамини, сочноста, со додаток на кромит, лукче и така натаму, добивате нешто богатство за вашиот организам. Вака со ред да јас практикувам, да си ја правам зелката. Може и со нож да си сечкате, кој како се љуби така. Некој пат и јас со нож сечкам. Сега ми текна, викам дај со ренде малку. И така. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Паке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Да се дружиме?
Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа која што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Сето ова, присуството на свежата храна во секојдневието, кога имаме доволно, правиме благодет на дигестивниот тракт, благодет на желудник, на црева, автоматски со тоа си го чуваме црниот дроб, бубрезите, жолчното кесе и индиректно помагаме на нашиот организам да се спаси од евентуални главоболки, тешки мигренозни напади и така натаму. Внесете ја свежата храна што повеќе во секојдневието. Едноставно навечер кога ќе си легнете и кога ќе помислите колку изедов свежо, што овоше, што свеж зеленчук, да ви доминира свежата храна како поголема количина во однос на она што било ручек, дали било риба, манџа, мевце или што и да е, свежата храна да биде доминантна, тогаш полека сигурно сите овие проблеми што ги имате и со мигренозни болки, и со обични главоболки, ќе се намалат. Јас мислам доволно исечкав, тоест изрендав и од зелената зелка, сега и морков да изрендам. Опа. Ајде сега да си ја зачинам салатата, црвена зелка, зелена зелка, морков, убаво трио за мерак и убаво на очи и за вкус, а да не зборувам за здравјето колку е тоа добро. А знаете зашо не јадеме салати редом? Затоа што не мрзи да сечкаме, да рендаме, еве вака да посветиме малку внимание. А тоа не е добро. Не е добро пред се заради тоа што ние мораме да јадеме свежо. Мораме. Со ручекот не треба, туку мора да се јаде свежа салата со секој ручек. Најздрав нека е. Еве како денеска имаме здраво подготвен ручек. Мора свежата салата да го дружи ручекот. Ова е балзамик оцетче, може и лимон, може и јаболков оцет, каков што си љубите. Маслиново масленце малку. И еве го. Нашата салата е готова, го придружува денешниот ручек. Сега еве десертот, што ќе правам нешто како джем, како намаз сладок за тонус левот. И еве кои состојки ќе. Ова е веќе значи орев измелен во блендерот. Потоа ќе ставам суви сливи кои ги потопив во овесно млеко, значи растително млеко. Ова е засладувач од урми и ова е какао. Ајде сега полека ќе ги ставам значи овесното млеко и сувите сливи кои што беа покиснати во овесното млеко. Добро. Ќе ставам и од засладувачот од урми. Го има во сите маркети. Може и мед да ставите ако сакате, не е никаков проблем. Важно да имаме здрав засладувач и да не е многу, нели, захтевен со пари, да биде ефтинко. Сега ќе го додадам и какаото, решив така целосно да биде како чоколаден намаз, нели, заради какаото. О, колку е добар. Еве, што убав излезе намазот, прекрасен. Сега си го взимам нашиот тонус леб со црвениот бордото, со рж.
кој се препорачува кај луѓе што имаат проблем со диабет, а и за секој. И си ги намачкаме лепчињата. Гледате се како стана ова нашиот мармалад, да речам, густ. И фантастичен десерт за цело семејство. Со тонус лепче идеална комбинација, здрав, вкусен десерт и мислам со едно лепче најадени и прејадени. Еве како може дома сами да ви си направите, ова е една идеја, да си направите сладок намаз за налепчиња, во кој нема шеќер, нема млеко, нема брашно, така да тонусот не се прави од брашно, тонусот е леп кој се прави од ртени зрна директно. Еве вака ќе им ставиме како додаток освежувачки замрзнати вишни. Касни порасни ќе се вика овој десерт. Јас така ќе му дадам име, касни порасни. Ова може и не мора да се стави. Состојките наместо ореви може да бидат лешници, може да биде индиски ореви, може да бидат бадеми, јатки важно некој. И вакви комбинации со суво овошје и добиваме навистина здрав, вкусен десерт. И не бара нешто голем, многу време за подготовка. И што е битно, се е внатре свежо. Термички необработено. Наместо овесно млеко може слободно да ставите само вода. Значи, не е тоа задолжително овесното млеко. Да киснат сливите во вода, а наместо сливи може да се користат урми, може да се користат суви кајси, суво грозје, што и да ви текне од сувото овошје, може да влезе во состав на овој десерт. Ова беше нашиот десерт за денес. Јас сега сакам тука малку кај компирчињата и кај пилешките прсти донат да ставам и како декорација од една страна, од друга страна и освежително да ни биде. Тоа беше се за денес. Се надевам, го задржавме вашето внимание, како и секогаш до сега, и ви се заблагодарувам што редовно не пратите. Благодарности до нашите пријатели, а тоа се стоковната куќа МОС со широката палета на своји производи, тука и компанијата SC Johnson исто така со своите брендови, тука и Жито центар со тонус лебот и секако АИА и со консалтинг. Ви посакувам убав, прекрасен ден, гушнете некого денес, ке се чувствувате убаво, а и оној кој ќе го гушнете ке се чувствува среќен. Пријатно до наредното наше видување.